Почитувани, властта во заминување, свесна за поразот кој им предстои, решава на безобразен, манипулативен и провиден начин колку толку да ги задоволи незадоволните партиски послушници. Во последните 2 месеци сведоци сме на секојдневни вработувања и груба партизација на институциите во штит од страна на СДС, каде условот за вработување не е компетентноста и стручноста, туку исклучува партиската припадност. Според анализата која направи Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ во Штип, откако СДС на власт ги има политизирано институциите во градот со околу 620 партиски вработувања. Новој начин на вработување немаше да биде толку скандалозен ако огласите за вработување не се само формалност, а лицата кои се вработуваат однапред се знаат и се запишени во партискиот тефтер. Иронијата да биде поголема, ќе презентираме еден пример како СДС ги изигрува законите и се спремни на се само за да вдомат партиски кадри пред заминувањето од власт. Имено, на 6 декември е распишен оглас за вработување во управата за јавни приходи, а во дирекцијата Штип е предвидено да се вработат 6 службеници. Но на разочарување на штипени, ако сакаат да конкурираат на овој област, треба по националност да се албанци. Да, албанци, бидејќи за сите 6 работни места, пишува дека работното место е предвидено за албанец. Се сомневаме дека СДС на срамен начин ќе продолжи со злоупотреба на така наречената позитивна дискриминација, мерка која постои со цел да доведе до правична застапеност на помалите етнички заедници и ќе ги заложи своите членови да се изјаснат дека по националност се албанци, како би можеле да се вработат. Но народот гледа, цени и памти. Сведоци сме на големи понижувања и страданија проследени со скандали, тешки измами, предавства и партиски вработувања. Нема економија, нема инвестиции, нема напредок на мирно поле, но има полнење на институциите со партиски послушници. Овие чекови се последната сламка на спасот колку толку да пробаат да го ублажат поразот кој ќе го доживеат на следните избори. После ова скандалозно владење, знаат дека никогаш повеќе нема да допрат до власт. Почитувани сограѓани, време да се разбудиме од мразниот сон кој насилно ни е наметнат. Да ја покориме неправдината, корупцијата и манипулациите практикувани од оваа ненародна и предавничка власт.